слушавате колективното членство на Радио Личката, емисија за деца на Радио Битола, од Битола, прв колективен член на Детската амбасада, а овие се вториот дел од емисијата и другите гости кои што исто така се наоѓаат во студиото на ТРАС телевизија. Тоа се членовите на првата детска амбасада и би ги замолила да се представат. И се разбира човекот кој што го препознавате, Џина Папаџовски. Јас ќе бидам можда малку. Да, само функцијата. Раководител на одделот за медиумска презентација, во кого членуваат 10 звезди од детските фестивали во Македонија. Точно. Можам јас да ги набројам, да ги кажам кои се, нели? Да не, потоа ќе ни се представат постарано. Да. Пред се би ја спомнал Оливера Лазаровска. Потоа Александар Христовски, кои се представници од Златното славиче, значи оваа камера снимава, добро. Владимир Љубосављевиќ, тоа е ова прекрасно детенце, кој испеа една прекрасна песничка, мојата учителка од Веселото штурче, и Елена Голомеева, исто така од Распеаното штурче, Веселото штурче. Потоа следи Катерина Лондоклотис, Кондоклотис, Оксидон, и Васил Гарванлиев, ако го познавате она детенце што ја пееше песничката Марионка. Марионка, лична македонка од Армано била јабонка, така? Од Струмица. Значи, таа се веќината кои што се фестивалски звезди од детските фестивали и кои што членуваат во Детската амбасада, имаат веројатно и почетно место за вие понашто го направиле претходно. Меѓутоа, слушнавме за најмладиот тука, да слушнеме другите како се викаат и колку долго сте членови на првата Детска амбасада. Здраво, јас сум Катерина Коцева и заедно со уште мои 4 другарки, тоа се Лидмила Сина и Марија и Маријана, сме веќе членови на првата Светска детска амбасада од јуни месец оваа година, значи веќе половина година членуваме во амбасадата. И идејата ни ја даде, за членување ни ја даде професор Марија Ракич, кој пред 2 недели стана координатор на децата од ШТИП, што се зачленети во првата детска амбасада. И поточно кога направивме посета на амбасадата во Скопје, па за впечатоците нека ни каже нешто Људмила.